Почитувани гледачи, добар ден, добро дојдовте на програмата на К3 телевизија. Термин резервиран за утринска програма Нов ден. Денеска навистина имам чест и задоволство да разговараме со еден голем спортски работник, голем педагог, човекот кој целиот свој живот го посвети на создавање на успешни генерации на спортисти. Поголемиот дел од вас можеби ќе погодат, меѓутоа еве јас веднаш да го најавам, тој е професорот, мојот драг пријател, господинот Димитар Антевски. Професор е 50 години успешна и плодна работа во спортот, навистина една голема работа за почит. Меѓутоа, на почетокот јас би ве прашал една работа. Вие 50 години сте иште на тренинзи, на работа, ниту еднаш не сте задоволни. Како е можно тоа? Па, една работа која ќе се запатиш да работиш на озбилен начин, не би требало да ти представува потешкотија да се предоделиш на таа работа. И никој пат ни на тренинг, ја ни на част, ни на такмица не сум закасил. Сум имал прилики кога моите правеле веселби, овакви на свадби, вередби. Јас сум секој пат завршил работа, па сум се после посветил на тие други обврски. Од она што ги имаме овде како овие фотографии, твоето семејство било доста скромно. Еве, кажи ни какви беа твоите родители, твојата мајка и твојата? Јас сум роден во село Вакав. Тоа е до Пчиња. Основно образование до четврто деление завршив во село Пчиња, пошто во Вакав немаше основно училиште. По завршувањето на основното училиште се запишав во пето оделение во село Орашец. Патувањето до Орашец до Вакав беше прилично тешко и далеко, на негде 8 километри. И моите родители, пошто татко ми работеше како секретар во општина Орашец, мојата мајка со мои сестри се преселива и тие во Орашец и таму живеевме до завршување на мој 8 оделение во Орашец и после тоа следува средно образование. Ја замолам режијата повторно да ја врати оваа слика. Нова фотографија се твојот татко, мајка и твоите сестри. Да. Ти си до твојот татко? Да. И подолу овие три сестри. Да ги опишеме, кои се тие луѓе? Сестра ми, па Невена, која работеше во Чик, и другата сестра во Чик. Ова сестра најмалата да има во Ниш работи, таму има златара. Таму живее. Фамилиарно живее таму. Сите имат по 2 дечиња и така. И јас имам околу 2. Какви беа твоите родители? Еве, да изведеш на пат 4 деца во тоа време било голема работа. Во тоа време па се работело многу. Татко ми на некој начин е бил можеби болја бенефиција затоа што он е бил службеник во државна работа, тоест во општина и има голема функција. Меѓутоа и покрај таа работа морало е да се работи нешто околу земјоделие, да се допуни нешто, да се додаде на целиот фонд, jer 4 деца да школуваш, а мајка ми е била домаќинка, не работела, која спремала ручек и домашни обрски. Ова е слика твојот татко од 1943 година во Софија. Тој татко ми бил бугарски војник 3 години, после 2 години вие партизани. И така да... Беше ли строг вашиот татко? Не, татко ми бија комуникативен човек, мирен човек. Секого има добар дух
и е многу бие трудолюбив. Многу работлив човек. Но, да. Ево сега, професоре, вашето детство, рековте, било доста специфично, Да. тешко. Сте се мачили вие, сте одели пешки на училиште. Да. Како ви паѓаше тоа? Па сега, гледајќи од оваа дистанца, мислам дека многу тешко ќе се изведе тоа. И тоа у тоа време ја не општо не се размислува дали дека таков е животот бил, па не си ни гледал дали некој се вози, пошто тогаш сите одат пешки и не ти е ни чудно на тебе што одиш и не 5 километра, но ќе одиш и 10 километра и да не осетиш дека си затоа и умерен. Мислам дека и движењето е многу корисна работа, тоа време да се движиме по снегови секојдневно од прво деление до четврто деление. 2,5 километра одиш у еден правец секој ден. И имало дождови, снегови, оштри зими, меѓутоа мораш да стигнеш на време во школа, да пратиш настава и да одговориш на твои образци кои ти ги дало семејството. Така. Вие завршувате основно училиште, потоа запишувате средно. Како ви беше во тој период? Во тој период кога бев во осмо деление, имаше една професорка по физичко и физика ни предаваше. Владанка, ја викат да Мечка ја викат. Така надимак, ќе знаат колку мало постари. И она кога заврши во осмо деление ми вели ти треба да одиш вика во физкултурна школа. Ја вежбав на вратило тука што имавме ние у школскиот двор у Арашец. Значи таа жена не заслужа што вие се Па, станали? апсолутно, она ме одреди таму. Така. Пошто ја бев запишан, од полугодие бев запишан во војна школа. Ама она не вика, ти нема диш таму, идеш овама. И татко ме прашува, после ме прими и на едно место и на друго. Кај сакаш да одиш? Ја реков, ќе одам физкултурна школа. Спорт ми е у душа и тогаш спортував, играв, се занимави со одбојка, со се сум играл, нема што не сум. Татко ви не даваше отпор да одите на Не. физкултура? Подршка ми даваше за се што сум работел. Да. Само откако заврши таа осмогодишна школа, се запишав во Скопје и во Скопје малку потежав живот. Беше во стан, под кирија, без грејење, без... Која година беше тоа во Скопје? Тоа беше од 69, 68 па до 55-та, 56-та. 68 до 75? Да. Од 65-та до 70. До 70 До 69-та. Не, од 59-та. Од 59-та Добро. до 65-та година. Како беше во Скопје? Како помина тие денови? Па мислам ученички прво. После тоа се запишав одма на факултет на виша школа, као прва генерација. Немаше у Скопје и истакнат професор мој ми велеше да идеш да студираш, на мене ми велеше тој. Ја кај ќе студирам, немам пари, професор, века. Ќе се стајде татко ти. И јас се запишав во Ниш. Така, значи заминувате во Ниш. Во Ниш, после средно училиште заминувам во Ниш. Таму се запишувам, таму полагам приемни испит. И после, меѓувремено, во Скопје се отвара виша школа. Јас се враќам од Ниш, се запишувам со истите резултати во Скопје. И во Скопје завршувам. По завршување на виша школа се вработив во основно училиште Ванчо Прке. Не, Ванчо Миланов. Да, Ванчо Миланов, село Кшење. Таму работев 2 години. Професоре, ќе ве вратам малку назад, па ќе го продолжите. Заминувате во тогашната Југословенска народна армија. Да. Каде бевте? Бев во Зренјанин, први 3 месеца. После тоа, после 3 месеца доби прекоманда во Београд и таму до крајен воен рок. Тоа беа година, немаше ни година, 10 месеца и 19 дана. Еве, ова слика дали од Зренјанин и од Белград. Ова е од Зренјанин. Од Зренјанин. Имаше ден денеска некои другари кои станали живи од тоа време? И имав у Велес имаше еден, па у Прилеп имаше Заврчанец, тој што беше преседник на Подолски клуб. Аха, на Победа Прилеп.
Победа Пирет. Така. После тоа Спас, исто беше активиста еден од Велес, а он беше политички комесар и ни држеше предавање на политика, овај со Брковиќ, Павловиќ, Којко се викаше. Тој беше од Београд, а до него беше Елчич Андреја од Херцег Новија, а живее у Загреб и беше женен. У Загреб. Така беше тоа. Колку време ви траеше војниот рок? Војниот рок мене ми траеше 10 месеци и 19 дена. Добро. Точно. Точно. Толку Во секој случај убави спомени од тој период. Да, Сега многу продолжите бе. се запослувате во училиштето Ванчо Прке во Скопје. Како ви беше таму на работа? Во Кршење. Во Кршење, Кај што е добро. сегашен затвор, тоа беше училиште, во кое училиште имаше во секоја паралелка во секоја генерација имаше по две паралелки, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8. Која година е тоа? Тоа беше 67-ма. Патувате Куманово, Кршење Секој ден сам патувал Куманово, Кршење. Добро. И по некој пат останам кога некој невреме или автобус не дојде, имаше случај да не дојде автобус и ќе останам Може би сте таму. некогаш и пешки дошли од Кршење до Куманово. Не сум доваѓал никој пешки. Сметам дека е и прилично доста далеко. Далеко е, така. 20 км. Спас е ишол со точек. Вашиот колега Спаси? Тоа не прво работел таму во Кршење како со точек? како учител и он е патувал и со Секој ден точек со половина. точек? Не е патувал секој ден, али повремено е ишол и со точек од Куманово до Кршење. Така. Професоре, сега доаѓаме до оние клучни работи кои ги интересира нашите гледачи. Вашата успешна и плодна спортска работа и педагошка започнува по завршувањето, односно по вработувањето, и Димитар Антевски крајот на 60-те, 70-те години почнува да интензивно работи на спортско поле. Да. Како може го пишеме тој прв почетен период? Па прв почетен период, ја кога работев во тоа село Кршење, одмah створив една ракометна екипа женска која беше квалитетна, изигравме на тие, имаше тогаш такмичења кои се организираа од страна на општини како Негоричино, Клечовце, Орашец, и си на тие пунктови играме. И таму од тие победници доаѓаат у град играт овде. Тоа беа импровизирани игралишта. Да, е по импровизирано земјано игралиште обележено со вар, ако сме имале вар, ако не со бела земја, некој најден бела земја, само да се познава 9, 6, 7 и тоа. И тогаш мојата екипа као таква од Кршење, може ги споменам, лепа, дивна, Гице, две близначки, и направија добар успех, бевме први на Околија, тогаш се викаше Околија. Сега, и за вас, професоре, многумина знаат, меѓутоа многумина не знаат дека вие сте биле универзален спортист. Да. Имаме овдека многу убави интересни фотографии кога вие сте биле и фудбалер. Да. Молам режијата ова да го прикаже. Како Димитар Антевски влезе во фудбалските води? Случајно или? Тогаш други спортови многу малку се играа односно на фудбал. Најлесно е да се игралиште импровизирано, полјанка, турима два камена. Од каде ова слика, професоре? Пишува позади 65-та година. Тоа е на кој игралиште? На игралиште во Пчиња таму, сигурно Пчиња. Или Студена Вара, да, меѓу Пчиња и Студена Вара сме игралиште на песак и од таа. Колку време сте играли фудбал и на која позиција? Играв десна везна игра. Полутка тоа се викаше, тогаш. Организатор на игра. Организатор на игра. Играв едно 10 години, 11 сум играв. Браво. Еве ова слика да ја прокоментираме. Таа е после тоа завршување на кариерата у тај рам производ задругар од Студена Вара, Пчиња, Пакави, Винце, сви тие села направија една екипа. Јас се преселив во екипата на Бистрица од Шупликамен. И таму играв неколку години и тоа успешно игравме и имавме квалитетна екипа. Еднаш дојдовме до финале на ниво на општина на Куманово, со Куманово игравме на градски стадион и изгубивме 2-1. Професоре, само накратко ќе споменеме дека Куманово во тој период, крајот на 60-70 години, имаше една изворена генерација на фудбалери, популарни од Старејко, сеќавате вие, да. па потоа
покойниот Трудовак, па Денко Думановски. Думановски, па Димит Рајковски, па Илиевски, па Бошковски, па после Жике Тасевски. Жике Тасевски, па тука е и овој Ванче и брат му Лале. За многумина контроверзниот Петаковиќ. Сега тоа е друга приказна. Под водство бева прво они као формирани Петаковиќ, после дојде и доведе странци, а пред тоа ги водеше Страше Ивановски, Страше ги водеше. Голем спортски работник. Да. Цел живот е работел во спорт, во фудбалот конкретно и мислам дека имаше и извредни резултати. Али меѓутоа кај нас знаеш како е, кој ќе дојде некој страна боле повише е ценен тоа страна него нашиот. Или ќе направат промена или нешто така. Ќе се деси нешто што не е убаво. Ова слика ќе ја прокоментираме, 75-та година, кога вие веќе земате интензивен замав во вашата кариера. Да. Јас кога го правив овој филм за Соколана и Страше Тодоровиќ и Зоран Петушевски Џана, велат, вика, јас сум во кошарката благодарејќи на Димитар Антевски. 71 вика, дојде Димитар у Соколана и вика, Зоране, ти ќе бидеш кошаркар, исто и за Страше. Од каде тој сенс на Димитар Антевски да види кој е талентиран играч? Па, ја кога ја дојдов 70-та година во Баќа Младеновци училиште и од 71 година дојде професор Цефи од Скопје да биде тренер на кошаркашка екипа Кумано и кого да викне, и он ме повика мене да ја бидам помошник на него. Така. И после таква работа ја во училиштето мое Баќа Младеновци беше и квалитетни деца имаше. И си вршив селектирањето уште од 5 одделение. Знам дека тој за кошарка, ова е за ракомет, тоа е за фудбал, така и селектира и така работа. По доваѓањето на професор Цефи тука да биде тренер на Кумано, он ме повика мене ја да бидам со него тренер на младинска пионерската екипа на Кумано, во која се членување Страше. Ево, да ја прокоментираме оваа слика. Тука е Горан работи во водовод, после овој Виктор Манев, после те Колјо исто од сега е декан на факултет на технолошки факултет, тој е Гиле Глумац, овој Војкан работи во УЕП. Ова е вамо Драган Гаринча, правник, адвокат. Толе Чуке војна школа заврши, иначе ова е Жишка архитекта. Ова е Ненад Ѓорѓиевски кој е направи добра кариера во фудбал, играше за Брегалнице, за Кумана. Ова е Тодоровиќ Страшко кој е познат кошаркаш и изварен таленат и многу добар играч беше и као дете и после тоа. И ова е Љупчо исто кој играше квалитетно и кошарка и ракомет. Професор, еве, ова е доказ дека вие сте направиле една одлична генерација. Како вие, кога ќе влезете да работите во кошарката и во салата, како го видите еден човек дека има потенцијал? Еве, вие сте проценили дека Зоран Петушевски ќе биде одличен кошаркар. Да. И стана. Тоа е генерација Зоки е пред оваа генерација. Пред оваа генерација Зоки, у таа генерација бева Розовиќ, покојни Бог да прости, покојни Мире Бог да ги прости. Мислам дека беше и Чачич. Чачич, Параденковиќ, Драган, а не Мирко. Мирко после се вклучи. Па имаше Кире Доцевски, па Чедо Петровски, Дуле, ДБД, Драган, Душан Радевски, така. Орце имаше извареден играч, Орце Борка, докторот Борка, Манц, доктор. Так. Се тие играле кај мене. Професоре, вие имате кажувано конкретно за Душан Радевски, викате, велевте има рака како снајпер. Како? Во тоа време немаше тројки, тога а имал прецизна рака. А рака као пушка. Прецизно стрелаше, сега да имаше у тоа време тројки, победи не да ваѓа, секој такмица и победа. Многу убаво играше Дуле као организатор, а и као стрелец. Исто као еден после тоа се јавио Чачак, или таа генерација беше Мишовиќ, Радмило Мишовиќ. И тоа беше изведен играч кој даваше кошеви од скоро од аут. Меѓутоа, да го споменеме и Раденковиќ, рековте, тој сега живее во Краљево. Да, во Краљево.
Вие им имате, кажуно, еден страшен потенцијал. Раденковиќ, Чачиć, Джана, Петрушевски Зоран, Да. Страше, Милјан Геловски покојниот. Милјан Геловски беа една генерација, но Трајко, Октет Куманов, така? Мама, Трајко, тоа се били сви као генерација, после работнички ние сме били најдобри. Кирија Доцевски Да. и он е бие Орозовиќ. Така, и Чедомир. Чедомир Орозовиќ. Ево ова слика да не ја забравам, професоре. Ова е Повторно се слика. враќаме во фудбалските води. Да, тогаш сум играл фудбал, ова е порано слика, не е пред 70 години ова е слика. Значи негде 67-68 година. Добро, сега дали точно ќе ми кажете, некои кумановци велат, вика Димитар Антовски беше во тоа време кумановски Гаринчо. Па не, така, не сум имал такви епитети, игра фудбал. Нормално. Биле добар Али организатор. добар организатор на фудбал беше, али не сум бил толку многу јак играч, би мало е бољи од мене, подобри имал од мене. Али сум бие ипак у таа висина, кој играл квалитетно, кој имал понуда да игра, имал понуда ја да играм у Металас, Металас беше друга екипа на Кумано, меѓутоа имаше обрска да морам да доаѓам на тренизи, ја ради школа не сум сакал да го направам тоа. 70 години вие станувате голем ракометен тренер. Генерации и генерации. 78 година. Почињам ракомет. Еве ова прекрасна генерација. Влегувате во тогаш неверојатно силна прва Б Југословенска лига. Патувавте на сите крајеви на Југославија, една незаборавна До генерација. Нови Сад. Како да го опишеме тој период, професор? Вака, ја бев во кошарка и остив кошарка, ради разни причини. И овие едва чекале, мислим, да ме поканат да бидам тренер на ракометна екипа женски. Ја прифатив, jer моја желба беше да работам. И ја земав екипата у Републичка лига, за променив некои работи и наместо да имаме 2 тренинга, имаме по 4 тренинга неделно. И кога почнавме од првата година, со еден пораз и беше така, влеговме со сите победи. Така. Во сите победи влеговме во втора покраинска македонска лига, таа се викаше. И тогаш со еден нерешен резултат све победи, и тогаш влеговме во прва Б сојузна Југословенска лига. Тоа беше најголем успех на ракометот во Куманово. Која беше неверојатно силна. Сега ќе ја замолам режијата повторно да ја врати оваа слика и да ја споменеме ова прекрасна генерација. Ќе да ги види. Еве, полека. Вака. Тоа е Мира Стојковска, која даваше секој такмица по 10 гола, капитен и организатор, добро, на игра не е бил, него реализатор на шансите кои ги ствараше Николовска Славица. Ова до Мира е голман Лидија Илиевска. Добро. Славица Николовска беше еден извареден играч, кој беше и контранаш, и организатор, и брза, и интелигентна во игра, така да сите акции што ги правеше на основа на нејзино знаење. До незе е Лиле, кој играше десно крило, а беше деснак, али извареден гол играч. До незе исто Лиле Спасовска, ова е Лиле Андовска, на Тонита за факти, на Сузу сестра. Така. Ова извареден играч бек, тај. А ова до незе Марина Китич, која играше на пивото, на пијанска позиција и беше исто добар играч, добра генерација и затоа направивме такав добар успех. Драгица Спасовска... Се долу, така? Не, горе, уште една. Драгица Спасовска, која играше лево крило и кој ќе шутнеше, кој ќе скокнеше, дојдеше до статива и се ваљаше по на асфалт и кој ќе завршеше утакмица, она беше се на асфалт се играат и утакмици и беше се разгребена, меѓутоа не се жалеше ако требаше да даде гол
немаше друг избор освен пат. Доле Јасминка, беа малку помлада генерација, Јасминка малку играше и не покажа некои резултати, али не доволно. А ова тука е Снежана исто, и таа играше изморедно, како генерација беа, висина има, снага има. Ова беше Валентина, исто 1,80 м беше висока, таа што е у средина тука. Исто као бек ја припремав, али многу кратко траеше. Ова долезе беше, тука сум направил промени. Ова доле што чуче Лиле која играше бек, а таа горе е Сузе Андерска, двете сестри се тие. Ова втора од оздола и трета од тез, која ќе буде пета горе. Значи Суза. И ова на крај беше Зорица, која беше други голман на Куманово. Значи, оваа генерација е една од подобрите во вашата богата тренерска кариера, што сте работеле со неја. За тоа време беше таа најдобра генерација, сега не значи дека сега нема подобри. Има подобри, меѓутоа у тоа време беа тие најдобри и направија најдобар резултат што може да се направи. Поволна работа беше тоа што во тоа време се отвори спортската сала. Да. И вие отидовте таму и имавте уште подобри услови за работа. Благодарение на доприноси у град, тогаш ги се распишава доприноси, исто доприноси се направија и таа сала во спортската сала сегашна и училиште браќа младенци сала е направена од допринос на град Куманово. И мислам дека од тогаш почнавме да играме на еден модерен начин, во една културна установа, не на Полјанка. Додуше, тога се донесе закон и да сите првенствени надпревари од сојузен ранг не може да се играт надвор, него треба исклучно да имаш сала. И кога влеговме во сала, одма е друг амбиент, друга игра, друго задоволство и интерес на деца. Имаше, јас сум почти 50 деца имам на тренинг во сала. Да. Таа година 80, кога влегувате во првата Б Југословенска лига, имавте изворена управа. Многу познати имиња од животот во Куманово биле во управата на женскиот ракомет, кои работеле деноночно, дале се од себе и ги оствариле очекуваните резултати. Мора да споменеме, еве, вие ќе ме дополните, Пеци Илиевски, па легендарниот Љубо Тодороvić. Еве, ова слика зборува се. Значи, Куманово имало многу спортски работници, љубеници во женскиот ракомет. Да. Имаше, Пеце беше еден извреден организатор, тогаш кога беше тој као преседник на клуб, значи нема што да фали. Имаме посебна канцеларија, кај после тренинг се собиравме, седиме, разговараме, коментираме околу спорт. Исто Стамен беше едно време судија, па после стана делегат и помагаше во организација на работа на клубот. Али Чика Љубо ми е на десна рака во целиот мој спортски живот, сум го поминал во... Што работи Чичко Љубо? Чичко Љубо беше организатор да иде да организира превоз, да организира ручек кај што треба да се оди, да се јави на време, да све да постави тие контакти, да намали, да рече, чекайте, дечиња, вика, ова, ако јадете пиперче, вика, нема да јадете салата или така. У тој смисол беше многу голем економист, а он порано како војно лице работел во мензата, тука у град имаше менза, војна менза и он беше главни снабдевач на тоа. Да вратиме повторно слика од режијата. Ова е интересна фотографија кога вие имате понуда да станете селектор на Македонија. Каде е ова слика? Ова е Талевско. Сеќавате ли? Талевско беше појмане. И кои се овие? Овие се Пеце, Пандиловски, Вуке, туја се овие други некои чланови на кои овој беше секретар на рукометни сојуз. Па и сам ги забравија да ти кажам. Да. Много давно време прошло, па не се ги. Професор, кога се отвори спортската сала, се сеќавам со бил дете, на вашите напревари и да е -5 во сала, и да е +25,
публика имаше кумановци, кога се пушти таа сала, како да се препородија и доаѓа не само на женскиот ракомет, туку и на сите На спортови. сите спорти, да. Така ли? Така, имаше интерес. Едноставно, луѓето имаа кај да седнат, бидат заштитени Да. од дож, од ветер, од сонце и уживаа на тие спортски манифестации. Многу генерации имаат поминано низ твоите раци, што се вели Да. 50 години, самиот наслов кажува плодна работа. Дали ви некогаш паѓало тешко сето ова што го работите, бидејќи 50 години да работите во континуитет не е мала работа, професор. Па не, Дали тоа ви одржува во кондиција? ме доаѓало некој, па не од работа. Ја од работа никој пат не сум се плашил во живот. И така сум бил и на работа во школа сум бил, така сум бил цел живот и дома сум таков. Мене ми паѓат неправди. Ме погодјат неправди. Кога ти имаш врховски резултати во спорт, најде се некој тамо договорили кај договарат, пообично договарат по кафане и ќе ме сменат. Мене менјаат така, менја полно. Да, пат. многу сте емотивен човек, тоа да кажеме нашите Али без да ми образложи, да ми даде образложение зашто, пошто мојата екипа, ја што ја водам, тоа беше била на прво место. Они ме менјат. И чудно, после се сите чудат. Професор, јас и ти сме разговарале полно пати со други спортски Да. работници. На трибините ние им дадовме прекар спортски аналитичари, Да. седнат на трибини и сега ако Димитар хипотетички Да. еден напревар одигра слабо, 30 ги добие, одма се вика од трибини, сменете го, не знае, не разбира. Тоа ви падува многу тешко. Па, секој сака да си каже своје мишлење. Он дојде тамо да издува таа негативна енергија и сега нема на кого па потренира тамо. Така. И колку публика, толку тренери се у сала. Да. И нема замерка тоа. Секој си има своје мишлење, али тренерот е оној кој што треба да ја спроведе. Меѓутоа, право да вие се сте даде. трпеле доста ниски удари, ако може така да кажем, меѓутоа секогаш сте издигнувале уште посилено тие удари. Општо мене тоа не ме знам. Јас знам тренерска работа е таква. Денеска си тренер, утре не си тренер. Тоа е нормална ствар. И не ми паѓало тоа тешко да што ќе ме сменат. Знаејќи дека мојата работа колку е вложена, после мене не верувам дека може некој да направи Точно. тоа да го постигне. Jer јас од ништо и кога што е најтрагично. Кога е најлошо во екипата, тогаш ќе дојдат играчи, ќе ме молат професоре, дојдете вие, ако не дојдете, нема да биде екипа, ќе се растури се. Ја како да се растури, бе, многу е тешка работа да нешто направиш, па да растуриш. Ако растуриш после, тешко се прави. Така. Многу е тешко да се врати назад. И ја паднам под сементалност на тие мои дечиња, што са биле како деца, кај мене после биднали играчи, ама ја па ги чувствувам како деца мои. И ја се вратам назад. Ама таман ќе направиме резултати. Секако што треба да функционира. И оня, ај Димитар нема да биде тренер, ќе биде некој друг тренер. Ете тоа е. Да, се случува Тоа тоа. е присутно било. Еве да ја прокоментираме и оваа слика, па ќе ве прашаме едно друго интересно прашање. Ова е во Соколана, не заборавам. Да. Тоа сме... Чекај таму и да... Само камерата да го зумира ова. Поверете, прокоментирате. Ово Вие сте лево скроз. Да, јас сум лево, да, тука е Цаце, соколанац, кој работеше исто во кошарка и беше играч пред тоа. Моце покојни, Бог да прости. Трајковски Трајковски така. момчува, на Трајковски 500 син. Ово е Русмир Халилович, беше војник овдека во Кумано и дојде кај мене на тренинг и ми вика Диме, може се упознат со него и вика може ли јас да ти помагам во кошарка? Може бе, јас прифаќам таков човек. Иначе е бил исто во стручни штаб на Босна у тоа време. Така. Босна и ја во беручни го прифатив и човекот стварно имаше познавање. И Раце Ѓорѓиевски, Кој сега живее во Белград. кој живее во Белград и работеше као тренер на Кумано. И оној господин на крајот, Тоа е него, не го знам некој. Тоа е случајно таму случајно седна. таму некој бра. Да. Професоре, 85-та година, нова
убава, добра генерација. Кажете ни, многу е важно да знаат нашите гледачи, како беше вашиот пристап кога ги правевте сите овие успешни ракометари? Кое беше првото ваше главно мото при едукација на овие, може да кажем, илјадници генерации? Овие се ракометарки една 85-та генерација, година. Да, 85-та година, биле у финале на државно првенство во Македонија во автокоманда. Јас имаше тогаш снег многу, па се лизна, паднав на чело и продолжив, не се вратив дома, него продолжив дурете ми стават класи, вратив дома на утакмица во Скопје. Ова се Весна голманка, после тоа долго време продолжи да брани изведена голманка. Да. И тоа не ги знам. Потоа Елена на Чирета Сарев, своја ќерка, па Валентина, па Маја, па Сузе на Николовска, сега професорка по физичко у Кочурацин. Така, после Сузе беше кошаркар. Кошарка беше тренер и беше изведен радник. После вамо долната страна Љубица голманка и Елена Спасовска, која отиде у Франција да игра и сега и денеска живее и работи таму у Франција. И Летка, Љубица голманка донезе, па ова Летка Трајковска, Виолета, играше долго време ракомет. И Суза Андевска, тогаш сега Ивановска сега, ова крајната. Да, на Тони Ивановски сопругата. Сопругата на Тони Ивановски. И они сега слават 40 години во ракомет јубилеј, Тони и Сузе. Да ја прокоментираме, професоре, она исто така изворена генерација, Горан Миладиновски, Антони Ивановски, Саздов, Александар Ефремовски, многу успешно играти. А и тие беа под ваша капа. Овака беше. Генерацијата која ги врати нив, беа други, беаше Крековски, Игор, да, Кипријановски, Никица, Маријан Милковски, Маријан Милковски, после Ивица, Крило играше, не знам како сека, Кузе беше главни, Зоран Кузмановски. Зоран Кузмановски беше главни кој ги сплоти сите тие деца заедно. Борче Цицибан што е водих екипа. Борче кој се. Да. Ова е после генерација. Прво се овие другите, па после Борче, Горан доктор, га вика, Горан доктор. Ево, да, Горан Стемановски. Стемановски Горан. А Дејан исто вако Ивановски, овај Кукуњавка, га викав, Дејан. Да, тој сега живее во Шведска. Он сега во Шведска живее, ама тогаш се спремаше за војска да иде, затоа не беше спремен. Овој доле Аце, полицаец. Ефремовски. Да. Не. Прво е Борче, па е Горан, па Аце, па Верди. Верди Волчевски. Па Кимевски, Дејан. Така. Па Горан, доктор. Па овамо е Дејан, а тој не знам кој е у позадина, појма немам. Тоа е Маријан, професор по физичко. Маријан Јовановски, а ова е Звонко Јосевски, Звонко преседи. Овамо беше Бобан Трајковски, па Маријан Милковски, па Ивица, тоа е Ивица. И ова е Вецко, кратко време играше, Љубен голман и Ацова е професор сега у техничка школа. Ова е последниот. Значи исто така одлична генерација. Оваа генерација, овие другите некои Горани, тие и Ацо и која, дојдоа на генерација која влезе во Републичка лига. И оваа генерација, после вегување од втора лига во Републичка, веднаш таа година влезе во втора Југословенска лига. Да, изворени резултати. Да. То за 3 години со женска екипа, за 3 години сум сменил 3 лиги со женска екипа и со машка екипа за 3 години 3 лиги. Меѓутоа, професоре, овдека на нашата маса и од моја левата страна имаме безброј признанија. Надвор има уште вакви 100, меѓутоа не може да ги покажеме. Вие сте рекордер по признанија во Куманово и Македонија. Јас не сум видел некој човек да има волку признанија и благодарници. Да. Меѓутоа, училишниот
спорт, односно училиштите на Превари на браќа Миладиновци, повторно постигнува изворни резултати благодарејќи на вас. Сега немаме време сите генерации, меѓутоа еве ќе покажеме некои слики каде Димитар Антевски постварува изворени резултати. Сега, ова слика мене ме интересира. Кети Паневска, според многумина, беше еден од најголемите потенцијали во Куманово во сите времиња. У таа нивна генерација не беше само Кети Паневска, тука беше Цена Павловска, тука беше Стојмановиќ Елена, тука беше Габи, така. Да, тука беа голман Оливера. Имаше доста интересни ракометари. Многу фини као генерација. Ние игравме во финале у Кичево, со кај што играше Клара Боева и цел Кометал. И таму изгубивме на еден гол разлика, благодарение, ја не зборувам никој против судија, ама судијата тогаш не прави иде. Да. Ова е многу битна слика. 88 година, второ место во Републичка лига, тоа што го рековте. Тоа е, кога испадна од прва лига, мене ме врати, ја предходно бев една година тренер во Паланка. Како беше во Паланка? Паланка добро, и таму бев шампионски екипа водев. Да. И имам добро искуство. Со број 4 сеќавам, Валентина Радевска беше дворено крило. Да не забораваме да споменеме неја. Со број 4 долу лево. Да. Таа е исто Валентина Филиповска се викаше, сега Николовска се вика горе. Па Лидија голманка, па Славица да њума, па Суза. Па ние имавме професор во тоа време две најдобри крила. Па Жаклина. Да. Па Снежа Пикер. Па тој долевама Вале. Па Љубица голманка, па Летка, Виолета. Да. Па Тричко и Билјана. Па ова беше Топ Марија и Сузана. Сузана на тоните. Да. Значи многу генерации били. Сега, професоре, да почнеме од овие медали. Има 1, 2, 3, 4, 5, 8 и надвор во автомобилот има уште 50. Меѓутоа, еве да ни кажете овие медали што значат за вас. Па, беше во една долгогодишна работа, кога не би биле тие медали, ја не би кажал дека сум нешто изработил. Оние што гледале знаат, а оние што не гледале не знаат дека е тоа така. А сега на еден начин, овај убав начин, ќе се прикажат тие медали, ќе се види дека оно што се зборува, дека било на вистина, не било божемски. Да. А работата зборува се. Ми причинува задоволство, тие медали се одважи, меѓутоа ми значи, оваа медала многу ми значи со репрезентација младинска, женска на Југославија на Балканијада во Благоевград 82 година. Тој ми значи многу, сум поканет, после оние големи резултати на нашата женска екипа постигнати во текот на тие 2 години од Републичка во втора до прва Б лига, и тогаш се сетија тие од Белород тамо и од Македонија да рече како награда да го пратиме со репрезентација на Југославија. И таа медала ми е од таа година, од 82 година. Овие пехари доволно зборуваат се. Тие, па, за најдобар спортски за развој во спортот во Куманово. Да. Пехар свичен на Лига шампиони. Да. Еве, професоре, доволно зборува дека сте дали многу во спортот. Кога сте го добили овој пехар, сеќавате ли? Па не знам, пишува некој година дека пишували. Може пишу. Нема која година. Не пишу. Не знам која година. И овде имате ова златна плакета, тоа ќе забележи камерата. Која е таа плакета? Тоа е плакета од Рукометниот савез на Македонија за посебни постигнувања на резултати конкретно во ракомет. Така, за 60 години ракомет Македонија, господин Димитар Антевски. Да. Плакета. Да. Тоа зборува се. И ова интересна статија, тоа камерата да го забележи. Да, еве. Овде пишува: освоено прво место во чест на 8 март, ден на жените, 4.3.84 година.
Да, тој на јаки турнири се држал во тоа време помеѓу Куманово, обавезно Куманово се канеше, Кале Скопје, Така. Кале од Скопје и Скопје. И по некоја друга екипа, дали Млас, Богданце, не знам баш тоа, од каде е тоа. Пишува нешто. Не пишува, не пишува 84 година. Освоено прво место Совка Куманов долу. Совка Куманов, па тоа е освоено прво место. Прво место, да. Професоре, да се успее сето ова, вие, како и во секој семејство, мора да имате подршка од вашата сопруга. Па јас Таа ве истрпела 50 години. Да. Па јас сум прво благодарен, ако човек нема подршка од својата фамилија, од својата супруга, никој пат ништо не може да изработи. Ништо. Зашто ако ти отидеш на тренинг и после тренинг треба да се расправиш за тоа што си бил на тренинг и си закаснал на тренинг, онда нема успешна работа. Али за секој пат ме она поддржувала во мојата работа и доваѓала на надпревари, гледала и ми едноставно помагала на тој начин. И сметам, треба да бидам благодарен на незе и на целата моја фамилија за сите овие работи што ми дават подршка. И ден денеска ми дават подршка да работам, ја и работам. И Ова е 16.5.82 година. Јосип Броз Тито, незаборавниот. Кој е од? Тито Велес. Од Тито Велес. Веројатно прво место некој. Да. Овдека пишува. Олимпијада во училишен спорт. Да. На училишно друштво за физичка култура. Прва Олимпијада од Тито Велес. Јас сум бил со 4 екипи од Куманово и тоа е било најголем успех. Најмногу представници. Најмногу представници од моето училиште. Не од град, од училиште мое. 4 екипи сум имал тамо. Кратово, од 90-та година. Прво место ракомет пионери. Тачно. Да. У финале со Скопје победивме и прво место освоивме. Тоа не е и претходно имаме први место. Така. Тоа е. Тоа е Кратово прво место. Прво место имаме... Професоре, оваа слика треба да ја прокоментираме. Екипата на браќа Милодиновци победници во ракомет машки на малите олимписки игри 2003 година. Буквално, Значи, вие од 70-та година до ден денеска само шампиони продуцирате. Па, овака, нема да звучи скромно. Јас сум само 2 пати освоил трето место, а секоја година сум išao на државни првенства. Само Значи, добро реков. Да. Само шампион. Само шампион. Или прво или второ. Јас сум играл 40 финалиња, најмалку 40 финалиња. Да. 40 финалиња, 20 сум пати бил првак. Ама не само да кажам ја дека сум само ракомет работа. Ева и кошарка сум имал квалитетни екипи. И у кошарка сум ги до финалиња. Така. И за тоа се ден денеска многу благодарни генерации, па туди кога вие ќе излезете секојдневно на кафе, вие си имате ритуал со професорот Спасе, седнете на кафе, ви дојде еден ученик, втор, трет, четврти, и вика професоре, сите ве почитуваат многу. Тоа е за вас голема сатисфакција. Да, апсолутно. Па тоа е најбитно у живот, да бидеш позитивен, да си комуникативен со секого, да си насмеен, да си ведо расположен. Секој има проблеми. Но проблем не се решава на улица, не се решава на Така. И така да... Ова е диплома училишни друштво за физичка култура. Има ли место? Мислам дека ова е прво место екипно. Прво место. 89-та и 90-та година. Да. Прво место, да. Значи, повторно да покажеме илустративно дека Димитар Антевски знае само за шампионски работи. Еве, тие ќе ги видите, тука се се први место. Први место. Ретко да има некоја друга место. Меѓутоа, професор, ќе ве прашаме на работа, која е доста актуелна, кога сте вие работели како професор по физичко образование во тој период, таму до распаѓањето на Југославија, се работело сериозно на часовите и денеска се работи, меѓутоа има еден проблем што нашите деца и ден денеска
не сте доволно физички активни, премногу сте на компјутери, на лаптопови и така натаму, а ние сме играли джамли, ракомет, кошарка. Тоа време е многу подобро. Па секое време си носи своји тежини, а ние сме конкретно сега преокупирани Како вие кога почнете да работите во основното училиште браќа Милиновци, како ги советувате учениците? Дали ви беше истиот метод на работа на физичко образование од првиот ден до последниот ден? Апсолутно. Од првиот ден како сум дошол на работа, просто ми е мерак било да влезам во сала. Прво немавме сала околу дворот, али тамо имавме едно мало асфалтирано игралиште испред школото. Ние се радувавме на тоа малку асфалт и тамо трениравме со девојчињата и со машките, зависи која како генерација, и освајавме места. Ова се две екипи кои играли у финале, и кошаркашка екипа и ракометна екипа, и се освоиле медали. Намерно ја покажа оваа слика, да знае дека и во кошарка Димитар Антевски има изворни резултати. Тоа е во Струмица играно. Две екипи у финале. Изворена генерација. Генерација. Меѓутоа, професоре, еве кога ќе се вратиме назад, ја се сеќавам, Куманово машка кошарка имаше изворени потенцијали. Зоран Солар, неговиот брат Соларски, па Коки, Момчило. Меѓутоа, не успеа тие во кошарката, па Колјо и така натаму, сега ги кажемо по надимак луѓето, не продолжија во кошарката, така да мора да бидеме реални, многу генерации ни пропаднаа. Па не, знам ја дека ако сум бил поодалечен од кошарката. Мислам дека него најдоа патот во кошарката, се разочара од нешто и замина кај што замина. Нешто не, ја прегески го реков тоа дека на нашиот стручен кадар, нашите деца, тие што се створени тука, помалку се обрнува внимание него на некој доведен од страна. И сметам дека тука доаѓа до разочарување на нашите, а иста категорија, исти квалитет, исто све. Па да, само ќе поставам, професор, еве вие нормално ќе го потврдите тоа, 80-те години Куманово во прва бе Југословенска лига во кошарка, која сега е пандам на АБА лига, може да кажеме. Имаше Тодоровиќ, покојниот Сашо Младенов и Тодоровиќ. 3 играча во прва петорка. Да. И имаше резултати. Па имаше резултати. Имавме ние секој пат. Сашо е исто мој ученик од таа генерација. Од тие генерација. Сашо Младенов. Младенов, после Сашо. После страшно. Да, и тој беше извореден кошаркар. Значи, тоа е рецептот за успешен спорт. Да. Вие... Работа само, бе. Не, мислам дека и вие кажувате дека домашни играчи се база и перспектива на секој клуб. Апсолутно. И ден денеска тоа го подржувате. Апсолутно. Јас сум најголем противник на играчи од страна. Конкретно ќе ви кажам еден пример. Ја бев тренер на Шевро Куманово. Ние дојдовме до финале. Со собствени деца. Едино појачање беше Пучуница и доведен на полусезона го доведов ја Новица Ѓорѓиевски. Нов од Струга. Од Струга, јас сум бил класен. Мој ученик е бил тој и тој научен, тука научен ракмет. И сега пред да се оди на финалето там по месец дена пред тој, мене ме смени од екипа, доведе Мари Дејан го доведо. И ми рекол, мене не ме смени, ами ти ќе бидеш други, овој ќе биде први. Ја не се сложи со тоа. Ја се повлеков од ракомет. И таа година го освоивме ние купот на Македонија. Наредната година со доведени 9 играча, од кои наш Клековски избацен, Милковски избацен, Кипријановски на трибине, кои са биле учесници во успехот на Куманово за да се освои првиот куп да се освои. И сега тие не игра некој од страна кој исти свака част на Жикица Милосављевич кој беше као појачање, таков, још еден таков и нас не ни требаше поише играчи. И ние со нашите играчи ќе имавме исти резултати, чак што иште и подобри резултати. И сметам дека тоа е погрешна политика и затоа таа се распадна таа екипа, се растори и од тогаш нам не се оправил машки ракомет. Ете, тоа е тоа. Скоро 2 децении, да. Па да. Покушава еднаш
се направи инцидент у сала со Радовиш. Да, не казни тогаш. Се каза и тога се прекина. Готово. И после правиш, ама не може, не се лесно прави. Лесно се растура, а тешко се прави. Професоре, од овие многу признание, кој ви е најдраго? Ќе ве прашам отворено. Имате, не можеме да ги избројам повеќе. Дали ова ноемвриска награда на град Куманово или некоја од овие? Сите се ми драги. Нема која не ми е драга. Некоја која ви е за срце во вака посебно? Посебно за срце ми е една признание од педагози на Македонија, пошто педагози ме предложиле, стручни луѓе ме предложиле Так. да Сега не може да најдеме, во секој случај ја за да го кажете земам вие. тоа признание. Добро. И ми е драга тај, а исто и ноемвриска награда ми е драга, едно најголемо одликување на град Куманово, и пак да имаш нешто, моите екипи, ја кои сум водил сите, и женската и машката екипа се постигнувале, добивале ноемвриски награди. Ми тоа никој не се сети тога, за да кажем, да ме предложи мене за ноемвриска, тек покасно. Сојсно учичен спорт на Куманово, они ме предложи и одми да повеќе, што си ме чекал оволку време, вика, да ме... Ја знаеш... Да, вие сте скромен човек. Да. И така, Професоре, како да испратиме еден апел од ова место до овие млади дечиња во основните училишта да го сакаат физичкото образование, затоа што реално сега ние имаме овие истражувања покажуваат страшни Много има деформитети кај деформитети децата, лошо се хранат. Кој е вашиот рецепт? мислам дека најголем... Дали треба родителите малку тука да Ние едно време немавме сали, имавме спорт. Ако и кажем 80-та година, бокс прва лига, фудбал втора лига југословенска, ракомет прва Б лига 81 година, прва Б лига, кошарка прва Б лига. Одбика беше исто, имаше високо ниво. Ми тогаш имавме спорт кога немавме сали. Ние добивме спорт, добивме сали, изгубивме спорт. Мислам дека децата се ориентира многу на други работи, избегавајќи спорт. Спорт е мукотрпна работа, треба добро зноење, добро ангажирање, добро одрицање од пуно ствари кои они ги сакат сега. И повеќе движење, професоре. Апсолутно. У сала кој ќе влезе треба да искочи здојано, мокру мајцу да го изврти да тече снодња, а не он ништо не истрениран. Едноставно дојде на тренинг, сака да забушава. Па зошто си дошол на тренинг? Ја така ги велам. Зошто си дојде на тренинг кога не ти се работи? Поли седи дома. Треба... Професоре, да го превршуваме нашиот разговор, јас мислам дека кажаваме полно работи, меѓутоа еве јас ќе кажем еден личен мој став, доколку ме слушаат овие сите релевантни фактори во градот и пошироко, Димитар Антевски треба да добие признание, посебно признание за развојот на спортот и физичката култура во Куманово и Македонија, затоа што 50 години да се бидеш во спортот и да направиш толку генерации не е мала работа. Значи не ноемвриска награда, него некое посебно признание и да ви се даде како еден морален чин према вашата работа. Не е ова сега додворување, меѓутоа јас кажувам она што е вистина. Мене, ја имам доволно признание, еве кај ми дават. Меѓутоа посебно признание нека измислат, нека најдат и да ви се додели. Може тоа, немам ништо против ја, мојата фамилија заслужува, моите одрицања од се, сметам дека треба да се на некој начин... Еве, доказ за вашата работа, вие во 76 години, така? Да, 6. Сега во мај месец станавте шампиони на Македонија со ЖРК Куманово во кадетска конкуренција. Да. Јас не знам толку возрастен тренер да станал шампион. Тоа е точно. А вика, шампиони се раѓат. Така. Јас сум се секоја екипа, ја ги реков прегеска дека имам 40 финалења одиграно со мали деца, па не зборам за рукомет, за овој големиот рукомет. Мене, например, најголем успех ми е бил четврт финале на Југословенски куп со женска екипа. Четврт финале да играш
у Југословенски куп. Тој многу значи. Игравме со прволигаш, победивме у Куманово, дојде Халас Јожев, изгубивме. Меѓутим, тоа многу Халас значи. Јожев, мислам дека тие беа од Ада. Да. Од тие изгубивме у Куманово. Да не заборавам да ве прашам, дали ви имате влијание врз развојот на Реджеп Реджеповски или Наци Русевски? Не, аз сум љубител, гледал бокс и да. Мислам дека вие имате кажувано дека Наци Русевски вие сте го однеле во боксот. Не, тоа е Сандега од Веја. Професорот Анастасовски. Така. Он го одвел бокс и јас се бидна оно што бидна. И Сега имате една прекрасна фотографија. Не знам кај од вашето семејство имате две прекрасни внуки. Викторија Пеовска сега игра во екипата на Куманово. Дедото ја убеди внуката да игра ракомет. да. Он Како Вики замина на ракомет? Она и денеска игра ракомет. Мислам, кога почна? Кога почна, тоа беше Случајно или? Не, имав ја после остављање на промена кога ме сменија у клубот машката екипа, тоа беше 93 година, јас формирав приватно школа 94 година, каде доваѓа деца по 60 деца имав на тренизи и тогаш се мојата малку покасно се вклучи и она да тренира тука. Она беше, она тогаш се роди, покасно беше. Професоре, овие спортски работници велат Димитар Антевски 77 години, а Виталин како да има 50. Не, 70, немам толку. 76. Не ми игачи. 76. А неговата ведра мисла, неговиот ведар дух, кој е рецептот ваш личен за здрав и долг живот? Добра мисла? Добра мисла, добро расположение, активност, бавење со спорт, движење не брзо, нормално за годините, колку треба години, толку треба и брзина. Така. И увек да си ведар, расположен, да немаш негативна енергија у себе, да све сакаш, да не мрзиш ништо. Тоа е битна работа. Еве, јас можеби некои работи сум испуштил во овој разговор. Има пуно. За крајот една порака до сите гледачи од Североисторокот, од името на Димитар Антевски до сите родители и овие генерации. Па ја би ги препорачал на родителите да ги пуштат децата во спорт, било кој спорт, само да спортуват. И да во тој спорт треба да ги прашуваат што си работел, што научите денеска, што ќе учите утре, се тие такви работи кои ќе се поврзани со спорт, за да можат да децата стекнат утисак дека некој се и не само што го пуштил, него се интересира за неговиот напредок во тој спорт. И да научат во спортот дека има и победа и пораз. Апсолутно, и тоа е битно, али треба да настојува да се спрема прво за да победи. Ако не се спремаш, ти како ќе победиш? Нормално треба да го учиш да спортува, да работи и на крајот самата работа ќе си донесе резултати. Како и во животот има и победи и пораз. Има и пораз. Професор, ви благодарам од срце што дојдовте и јас се надевам дека ќе се видиме за 10 години, повторно ќе разговараме со нови признанија, со нови благодарници. Благодарам, се чулте, Господ. Да. Се надевам дека прикажавме некои работи, има многу да се кажува, меѓутоа не може да се сетиме на сите тие детали, да. Тие детали, така да. Добро и ово што. Така. Почитувани гледачи, тоа беше Димитар Антевски, неговата 50 годишна успешна работа во создавањето на многу генерации од Куманово. Имате пријатен ден со нашата програма.